Во време кога климатските промени се поинтензивно го менуваат начинот на кој живееме, прашањето за заштита и одржливо користење на водните ресурси станува поважно од кога било. Иако водата често ја доживуваме како нешто што е секогаш достапно, реалноста покажува дека нејзините резерви се ограничени, а притисокот врз нив постојано расте. Реките, езерата и подземните води се соочуваат со загадување, прекумерна експлоатација и негрижа, што пак директно влијае врз квалитетот на животот на луѓето, но и врз биодиверзитетот. Експертите предупредуваат дека доколку не се преземат сериозни чекори, последиците ќе бидат долгорочни и тешко поправливи. Во овој контекст, активистите постојано апелираат дека водата не смее да се третира само како ресурс што се користи и троши. Активистите за заштита на водите одат дотаму што велат дека водата мораме да ја доживееме како емоција, бидејќи само така ќе го разбереме нејзиното значење. Мојата порака е дека водата е емоција. И покрај сите проблеми со кои се соочува светот, водата сепак не толерира. Реките се дарежливи, едноставно природата во секоја секунда дава се од себе. Водата е извор на се што имаме, само често го забораваме тоа. Затоа водата за мене е емоција и инспирирана од ова создавам уметност. А по повод светскиот ден на водата, сакам да ја пренесам пораката дека сите треба да сме многу посвесни и да ја чуваме водата како извор на живот. Секојдневните навики, како што се рационалното користење на водата во домаќинствата, намалувањето на отпадот и заштитата од загадување, можат значително да придонесат кон зачувување на овој драгоцен ресурс. Но одговорноста не е само индивидуална, потреби се и системски решенија, инвестиции во инфраструктура и построги контроли. Граѓанските организации потенцираат дека е неопходно да се промени начинот на кој размислуваме за водата. Од нешто што се подразбира, во нешто што се почитува и штити. Активистите сметаат дека се започнува најпрво од нас самите себеси и дека како индивидуи мораме да го промениме личниот пристап кон водите. Навистина верувам дека секој еден од нас треба да ја култивира својата поврзаност со водата, особено со водите кои што се наоѓаат во нашата околина, во нашиот град. Мораме да започнеме да гледаме на водата малку поинаку од обичен ресурс, туку како есенцијален дел од нашето постоење, бидејќи нејзиниот микроорганизам постои многу подолго отколку нас. Додека предизвиците се зголемуваат, пораката останува јасна. Зачувувањето на водата е заедничка одговорност. Одлуките што ги носиме денес ќе го одредат квалитетот на животот утре, а водата ќе продолжи да биде клучен фактор за одржлива иднина.